Како што слушнавте во генералната најава, втора тема денеска за анализа во студио 1 е како власта ги троши државните пари, односно парите на граѓаните. Во пресрет на најавениот ребаланс на буџетот, разговарам со професорот од Американ Коледж, Маријан Петрески. Добар ден, добро дојдовте во студио 1. Добар ден, благодарам на поканата. Професоре, во кои сегменти може да се очекува кратење на расходите, односно на трошоците, и каде практично би требало владата да предвиди изголемување на буџетот за да се подобри животниот стандард на граѓаните? Првото прашање. Добро, ја чувме таа најава за ребаланс на буџетот и пред се да кажам дека малку мене лично ме изненади. Пред се затоа што вообичаено за ребаланс на буџетот зборуваме малку подоцна во годината и тоа тогаш кога се согледува дека приходите не се доволни за да ги покријат предвидените расходи или дури во минатото имавме обратна ситуација кога приходите беа повисоки, па мораше тие пари некако да се смисли како да се потрошат. Сега ме изненадува затоа што не гледам доволно јасност или во најмала рака не беа презентирани во јавноста доволно детали за која намена ќе се прави овој ребаланс на буџетот. Кондицијата на буџетот практично каква е сега? Значи моментално од податоците што се достапни за првите 2 месеца, јануари и февруари, кондицијата мислам дека е солидна. Така што иако се појави дебата околу тоа дали растот ќе биде 3,2 или 2,3, сега во моментов не мислам дека има околности кои што налагаат дека потребен е ребаланс, особено не е потребен ребаланс кој што би бил во насока на кратење на расходите затоа што потенцијално не би се собрале доволно приходи. Од друга страна, ако се размислува за ребаланс за да се прави некое прераспоредување внатре во рамки на самиот буџет, тогаш се поставува прашањето зошто планирањето потврлило кога тоа се правеше на крајот од минатата година. Веројатно потреба за да се кратат непродуктивни расходи ќе има секогаш, меѓутоа тоа е стара дебата. Ние уште за време на претходната влада дебатиравме дека тоа е еден од недостатоците, дека имаме простор да скратиме на многу места кои што се непродуктивни за да пренасочиме кон нешто што би било попродуктивно. Сега кога сме кај непродуктивните трошоци, денеска за гостин во студија еден беше поканет и министерот за финансии Тевдовски. Ќе можеше веројатно да образложи дали и кои непродуктивни трошоци би биле скратени, да речеме во буџетот за 2018 споредено со 2017 има зголемени суми, односно зголемени трошоци за патни и дневни расходи, за договорни услуги, она што е можеби најнетранспарентна и најсумнителна ставка во буџетот секогаш. Таа е зголемена на 456, са била 432 милиони евра. Има зголемени суми за привремени вработување. Купување на мебел, 2,5 милиони евра. Дали тоа е неопходна ставка или може тие пари да се искористат, да се пренасочат за друга? Ако знаеме дека владата зголемува акциза за да обезбеди повеќе прилив во буџетот, од друга страна 2,5 милиони евра се трошат за купување на мебел, за купување на возила во 2018 дури 771.000 евра наспроти 354 минатата година. Точно, коректно ги идентификувате оние ставки кои што се непродуктивни, има многу повеќе, меѓутоа овие и се секогаш најмногу најголемата и најнетранспарентната договорни услуги 456 милиони евра. Така и таа секогаш беше на удар на јавноста дека таму е подложна и на различни малверзации, односно различни канали преку кои што парите излегуваат од буџетот. Сега зошто овие ставки се зголемени наместо да се намалени како што е некое очекување дури од времето на предизборието, тоа не знам, тоа ќе мора да објасни министерот за финансии. Да, сепак беше поканет, меѓутоа не прифати дебата да објасни зошто при најави за домакинско работење, овие суми во буџетот се зголемени во однос на минатата година. Во буџетот 2017 за волја на вистината при ребалансот што оваа влада го донесе кога постапувањето на функција се намалија некои од овие ставки, така што сега треба да имаме предвид и во однос на што компарираме. Ако компарираме во однос на тие драстични кратења што ги направија таму, сега ова ќе изгледа на вистина многу поголемо, меѓутоа во секој случај ова не кореспондира со таа заложба за кратење на непродуктивните трошења. Дури сметам дека досега владата требаше да се погрижи оваа дебата да се префрли од непродуктивни трошења кон тоа како поефикасно да ги трошиме народните пари. Значи, не само дали треба да купуваме учебници, на пример,
продуктивно добро да кажеме, се еден инпут во образованието, туку и тие учебници да ги купуваме по оптимална цена. Што е сврзано со системот на јавните набавки. Значи, владата, особено додека беше политичка партија СДСМ во опозиција, имаше такви најави дека тоа ќе го направи, но досега јас барем не сум видел студија која што се занимава со ефикасноста на јавното трошење. Еве сега во моментот ние се уште дебатираме околу ребалансот и кратењето на непродуктивните трошења и тоа го правиме сега во моментов многу лабаво, затоа што немаме идеја зошто се правила ребаланс сега, после првиот квартал од годината. Може да биде како предуслов за практично презентирање на експертското мислење за тоа каде владата треба да се насочи за штедење, а каде треба да се насочи за инвестирање. Ама видите, повторно е тоа дефокусирање на јавната дебата, затоа што тоа го зборувавме во октомври и во ноември кога се носеше буџетот и тогаш владата имаше заложба. Ако тогаш не го применили, веројатно сега е моментов со ребалансот да го применат. Па не би рекол дека е сега моментот. Сега имаме побитни теми да разговараме, посебно во даночната сфера, нели има една жешка тема која што постојано се враќа и постојано го побудува јавниот интерес, се појавува и дебатата околу растот, како тој ќе се оствари и така натаму. И сега одеднаш од дебатирање на некои такви побитни теми, ние повторно се префрламе дали треба да кратиме за столици и за мебел. Таа дебата треба да е завршена. Треба да кратиме, тие ставки да се сведат на некој минимум и така владата да покаже заложба дека ќе биде различна од она што гледавме претходно. Обично во минатото секојаш на ребалансот жртва беа капиталните инвестиции. И тие никогаш не беа исполнети во крај на буџетот, секогаш прераспределба на парите завршува во други намени. За годинава капитални инвестиции се предвидени на ниво 401 милион евра. Точно е тоа, секогаш беа на удар на ребалансите, може би не во таа мера дека владата сакала да ги скрати, туку видувала дека не може нивната реализација да истурка до крај. И тоа е еден проблем, затоа што ние во Македонија, вклучително и во економските политики, секогаш размислуваме на краток рок. Значи, не размислуваме што нас ке ни треба по 10 години. Гледате, денеска го пуштаат патот Демир Капија Смоквица и тој се градеше 6 години. Значи, сите тие проекти капитални се долгорочни, повеќе годишни проекти. Значи, ние мора да планираме 2-3 години и после да отпочне нивната реализација. Ако тоа планирање не е адекватно направено, секако дека ќе има вакви промашувања и ќе доаѓаме до ситуација да капиталните инвестиции се реализираат 60-70%, и ако се реализираат во таа мера, тогаш ќе бидеме среќни. Дополнително во таа област, она што барем имплицитно оваа влада си го зеде како обврска да го отвори е корисноста од тие проекти. Значи и таму во минатото имавме непродуктивни проекти. Сега да кажеме дека ќе инвестираат во продуктивни проекти, меѓутоа и во рамки на тие проекти мора да има некаква селекција, нема да има пари за се. Се очекував и јас дека ќе се отвори една дебата или ќе се направи една студија која што ќе покаже во кои проекти вложениот денар на граѓаните ги дава најголемите ефекти. Дали е тоа патот, патот е завршена работа сега, меѓутоа има други проекти за кои што не се почнати, а за кои што зборуваме и долги години назад. Така. Една од најголемите ставки во буџетот секогаш е ставките за плати на администрација. Повеќе 440 милиони евра годишно завршуваат во администрација, за која што сите велат дека е преобемна. Дали можеби наместо политика на зголемување на даноци за зголемување на приходи во буџетот, владата треба да пристапи кон намалување на јавна администрација, која што е 140.000 на бројот, кој дел од нив седат дома, земаат плата, и оваа ставка да се намали, парите да се искористат практично за други попродуктивни цели. Добро, повеќе прашања загатнавте, ќе одам едно по едно. Во однос на јавната администрација, сепак би нагласил дека постојат истражувања кои што покажуваат дека не е проблем нејзината обемност, и мислам дека тој баук во јавната дебата еднаш за секогаш треба да се разреши. Во однос на вкупниот број на вработени, значи македонската јавна администрација не е превработена. Добро, но многу поголема корист има доколку тие се префрлат во приватниот сектор. Сега, затоа викам, не е проблем обемноста, проблем е нејзината продуктивност. Што тие испорачуваат како услуга и дали тоа го прават на најефикасен можен начин. Сите сме свесни дека тоа не го прават, дури имаме и екстремни случаи каде што одреден не така мал контингент вработени во јавната администрација всушност седеле дома. Значи добивале плата,
а при тоа не произведувале ништо, така да кажеме, не произведувале никаква услуга за граѓаните, а биле платени од тие граѓани. Така што според мене фокусот треба да биде врз елиминирање на тие нерационалности во јавната администрација, што можеби значи дека рационализацијата треба да биде и по однос на нејзиниот број, меѓутоа првенствено фокусот треба да биде во поглед на нејзината продуктивност. Сега прашањето за тоа како да се финансира тој трошок, мислам дека е пошироко. Вие го доведовте во врска со даноците, можне коректно. Ако Македонија има потреба да троши повеќе, значи повеќе приходи, односно поголеми расходи, тогаш не мислам дека првиот удар треба да биде зголемување на приходите во смисла на корекција на политиките, даночните политики, за да дојдеме до повеќе пари. Првиот фокус треба да биде токму оваа рационализација која што ја зборувам. Го дебатиравме прашањето за непродуктивните расходи, за нивното кратење. Вие самите... Тоа се пари да се обезбедат приходи во буџетот, да не бидат на терет на граѓаните, да не се зголемуваат даноците практично. Сигурно. Значи мора да се елиминираат прво таквите неефикасности во буџетот на расходната страна, а мора да се елиминираат и оние, да ги наречам, дупки на истекување на даноци на приходната страна. Значи ќе ви илустрирам еден пример. Едно неодамнешно истражување покажа дека околу 18% од работниците во Македонија примиле и плата во плико. Са плата во плико имплицира значи кеш, на кој што не се платени придонеси сигурно, данок може би е платен ако биле извлечени на одреден начин од фирмата, а од оние што примаат минимална плата, 62% примиле плата во плико. Значи ги осигурува на минимална плата, а потоа наоѓа начин да го излекува кешот од фирмата за да им плати дополнителна плата во плико. И сега работникот е задоволен, нели, затоа што добива и кеш, меѓутоа губи државата, губи придонеси, а можеби губи и даноци. И ова е еден пример. Постојат и други примери каде што државата губи, буџетот губи приходи. Значи, мислам дека е на некој начин дури и дегутантно сега толку многу да ја вжештуваме јавната дебата за прогресивниот данок, а при тоа да не ги разрешиме овие неефикасности во системот кои што постојат и на приходната и на владата веќе е убедена дека страна. ќе има зголемување на прогресивниот данок, веќе прави пресметки дали прагот да биде 1000 или 1500 евра. Наместо да се насочи кон кратење на... Па веќе станува смешно, морам да ви кажам, затоа што од една страна според пресметките од тоа ќе се соберат околу 30 милиони евра годишно, а само да кажеме за да ја субвенционираат минималната плата има предвидено 18 милиони евра. Значи сепак тоа не се или во проценти тоа е околу 1/10 од буџетскиот дефицит. Значи, сепак тоа не се големи износи кои што ќе се соберат, иако таа дебата од страна на владата се води под назнака дека ќе помогнело во распределбата на доходот. Значи, веројатно ќе има некаков ефект врз распределбата на доходот, нели да се зафаќа од богатите да се носи кон сиромашните, под претпоставка дека навистина ќе се носи кон сиромашните, значи да им се помогне на оние на кои што најмногу им требаат парични средства. При тоа треба да се дефинираат кои ќе бидат тие програми и да се внимава кај тие луѓе да не се предизвика одбивност кон прифаќање работа. Заштита, рекол. Така што тука може да се води дебата, иако има некои дискутабилни моменти, например фактот дека Македонија била со највисока нееднаквост во Европа, сето тоа е дискутабилно. Значи бројките говорат нешто поразлично. Меѓутоа, имајќи го предвид износот кој што би се собрал и фактот дека имаме места во буџетот каде што не истекуваат приходи на приходната страна, а на расходната страна имаме простор кај што можеме да скратиме од непродуктивните трошења, мислам дека таа дебата мора да се води пошироко барем од страна на владата, а не слепо да се инсистира дека тоа ќе се воведе и точка. Прилично голема ставка од буџетот, околу 500 милиони евра се одлива и во ПИОМ. Прачно владата субвенционира исплаќање на пензии на пензионерите заради некој социјален мир, исто како што администрацијата секогаш се чува како добро гласачко тело. Нели се тука отвара прашањето да речеме доколку дел од овие административци кои се непродуктивни се префрлат во приватниот сектор,
ќе се намалат ставките од буџетот 440 милиони евра кои што се исплаќаат за плата на таа администрација, ќе останат повеќе пари за капитални инвестиции, од друга страна од приватниот сектор ќе се влијат повеќе пари во ПИОМ и на тој начин исто ќе се намали сумата од 500 милиони евра која што владата ја префрла во ПИОМ за исплата на тие пензии. Тоа по автоматизам значи дека помалку расходи за тие ставки од буџетот и повеќе пари за останатите капитални инвестиции. Добро, тоа е така како што велите, но под една голема претпоставка дека тие луѓе лесно може да се префрлат во приватниот сектор. И владата, односно СДСМ додека беше во опозиција, зборуваше дека таа рационализација ќе ја прави со префрлање на тие луѓе или вишокот на тие луѓе во приватниот сектор. Ама досега вие сте слушнале некој да се префрлил така? Мислам под таа капа, бар јас не сум чул, затоа што тоа е пазар. Како владата ќе го убеди пазарот дека треба да преземе одредени работници од јавната администрација во приватниот сектор, па уште ако тие се спаѓаат во категоријата на помалку продуктивни. И како кооперант во МЕПСО би напушил 30.000 денари плата и би одел да речеме за 18.000 во приватниот сектор. Тоа се доведува со оваа дебата која што сакам да ја отворам, а тоа е во врска со продуктивноста. Значи, знаете како е во барем она генерална перцепција дека во јавниот сектор барем работата е генерално порелаксирана, помалку има останување прекувремено и така натаму, додека во приватниот сектор тоа сето е малку позатегнато. Така што ако претпоставиме дека е некој во некоја покомотна позиција со добра солидна плата, да кажеме некоја која што е околу просекот или малку на тоа, платата во јавната администрација просечната е повисока од националната просечна плата, околу 28.000 денари. Така што која би му била мотивацијата да тоа го направи? Спротивниот случај, ако имате непродуктивен работник, како државата ќе му нареди на приватниот сектор да го преземе? Значи, да се вратам на иницијалното прашање, сето тоа што говорите е фино вака звучи на хартија, меѓутоа веројатно е многу тешко да се изведе во пракса. Кога веќе ја спомнавте просечната плата, денес излезе податокот дека таа е намалена, минатиот месец при минимален раст на просечната плата цела влада чинам дека излезе да се пофали за успехот. Денеска еве нема реакција, таа е намалена за скоро 1000 денари. На што се должи практично оваа разлика, минато месечното зголемување, а сега намалување на 23.000 денари. Ова информација ја дознав патувајќи тука за да учествувам во емисијата, така што детално не сум ги видел бројките. Покажува дека таа реакција околу минатомесечната, односно јануарската плата е малку избрзана, затоа што покажува некои сезонски ефекти. Да не заборавиме, тоа беше некако ставено на страна во дебатата минатиот месец, дека Државниот завод за статистика премина кон нов начин на пресметка на просечната плата, односно врз основа на други податоци. Претходно беа анкетни податоци, доставувате на фирмата некој формулар кој таа треба да го пополни со платата за секој вработен. Сега тоа прекина, сега ДЗС ги добива сите податоци за платите од страна на управата за јавни приходи. Значи веќе фирмите не треба да внесуваат и се елиминира еден момент на кога тие може да направат некаква грешка во внесувањето. УЈП ги има прецизните податоци колку плата било исплатено за секој вработен. Така што можно е јануарската исплата да вклучила некои додатоци на плата кои што биле вклучени во основната плата и кои што биле еднократни. Друго објаснување во моментов немам, значи не сум ги видел податоците. Ја спомнавме и темата околу економскиот раст, прогнозите 3,2% во буџетот. Според изјавата на премиерот нема да се ревидира таа стапка со ребалансот, иако тој останува на својот оптимизам дека годинава македонската економија ќе порасне за 4%. Ако во години на криза 2016-17 имавме стапки на раст од 3,7 или 2,4, минатата година кога кризата заврши, имавме стагнација. Дали оваа година реално да се очекува 3,2, па дури и 4% економски раст? Видете, во моментов е тешко да се каже некоја попрецизна прогноза и затоа мислам дека сега од таа првична прогноза 3,2 се шантра, така да кажам, и десно кон повисоки бројки, нели тоа го манифестира оптимизмот на владата, но и лево меѓународните финансиски институции кои што се попрудентни излегоа со некоја надолна ревизија. Меѓутоа сега во тој ранг каде ќе се движи растот е многу тешко да се каже, со оглед дека лани растот беше 0%,
фактички немавме раст. Оние очекувањата на економските агенти сепак не се потиснати, пополека тие почнаа да се ослободуваат во втората половина на 2017. Мислам дека шансите да се оствари некој раст кој што ќе гравитира околу 3% не се лоши, значи барем во моментов со на што во моментов го располагаме како инпут, а колку тоа може да оди нагоре или надолу, многу зависи од различни фактори. Два ќе спомнам битни. Едниот е каков поттик, каков пуш ќе и даде владата на економијата. Значи, планот за економски раст, кој што беше презентиран уште минатата година, мислам дека влезе во функција преку изгласувањето на законот во собранието, ако не се лажам. Сега додека се доделат тие субвенции, додека сето тоа почне да функционира, ќе треба некое време. Дали може до крајот на годината од тоа да се очекува некаков ефект, не знам, меѓутоа тоа е на позитивната страна. А на негативната страна може да биде секогаш кревката политичка ситуација. Значи, тоа е пред се состојбата со парламентарното мнозинство. Гледате, значи сега јас аматерски да се вклучам во тој дел, дека имаме дебата околу проширување на парламентарното мнозинство, меѓутоа дебатата трае никако тоа да се случи, што покажува дека тоа е еден политички ризик за економијата, па се до сите останати процеси, вклучувајќи го процесот за решавањето на името. Сега ја добивме препораката чиста, меѓутоа дали тоа и кога би значило почнување на преговорите, сето тоа е политичка констелација која што секако има рефлексија врз економијата. Може да има и позитивна, меѓутоа во моментов ризиците се понагласени за негативни. Сега што на граѓаните им значи раст на БДП во однос на GDP per capita, односно раст на бруто домашен продукт по глава на жител, она што никој не го спомнува од економските власти. Видете, за граѓаните... Ако знаеме дека реално мерило за животниот стандард на граѓаните, за квалитетот на животот е GDP per capita. Добро, со растот на вкупниот БДП расте и БДП по глава на жител, меѓутоа за да граѓаните го почувствуваат позначајно тој раст, тој треба да биде многу повисок од она што е сега и тоа е една постара дебата каде што некаде околу 6%. Зборуваме дека треба да имаме, нека не биде 6, али нека биде над 5 и тоа во континуитет за да може тоа да го осетат граѓаните, да може не само да се отвораат работни места, туку и да има такви трансфери помеѓу работни места, што тоа ќе изврши соодветен притисок врз платите нагоре. Сега во моментов не сме во таква фаза од циклусот, за жал, поради целокупниот контекст кој што го знаеме, главно големата и долга политичка криза низ која што поминава. И сосема на крај на разговорот имавте и анализи околу реформа на пензискиот систем. Како практично да се обезбеди стабилен пензиски фонд кој што нема да биде толку зависен од државната каса, односно секој вработен практично дава учество во исплата на пензии заради некој социјален мир во земјава. Иако владата секој гарантира дека исплата на пензии нема да биде доведена во прашање. Па добро, се согласувам со тој став пред се, затоа што нема да биде доведена во прашање, затоа што буџетот секогаш... Но како да се обезбедат средства независно од буџетот? 450 и повеќе милиони евра за да ја надополнува таа дупка во пензискиот фонд. Видете, значи пензискиот фонд не се доведе во состојбата во која што е денес преку ноќ. Се доведе во еден подолг временски период. Прво се скратија придонесите, а потоа во неколку наврати тогашната влада вршеше зголемување на странски компании кои што не плаќаа придонеси. Така е, тоа е, значи во делот на ослободувањата, меѓутоа и во делот на расходите на фондот се зголемуваа пензиите што не кореспондираше со растот на економијата и сега дојдовме во една ваква ситуација каква што сме сега. Сега ова имплицира дека решението исто така не може да дојде преку ноќ. Или ако инсистираме на решение преку ноќ, ќе има некоја страна која што е
премногу погодена, нели гледате дека има многу силни реакции кога ќе се зборува за зголемување на границата за старосната граница за пензионирање. Па ако се спомне дека ќе се зголемат и придонесите, повторно има реакции од друга засегната страна и така натаму. Сега за да се оди во насока на консолидација на фондот, а при тоа да се избегнат ваквите реакции, таа треба да биде постепена и да се случува во некој период од 5 до 10 години. Значи, ние ќе мора во некој таков разумен рок да размислуваме за сите можни мерки и за отварање на нови работни места. Значи, отворањето нови работни места е најробустниот начин, нели, да се полни фондот, меѓутоа мислам дека тоа нема да биде доволно. Одредени симулации покажуваат дека и сите 200 и повеќе илјади невработени да работат, тоа нема да биде доволно. Значи, ќе мора да се направи некоја корекција во однос на политиките, она што го полни фондот во смисла на придонесите и во однос на она што го празни фондот, еве првенствено изразено преку старосната граница за пензионирање. Меѓутоа тоа да се дека нема да зголеми. Ама тоа апсолутно не се согласувам дека тоа треба да се направи сега. Туку треба да се направи план дека некакви корекции благи ќе направиме во следниот 5 до 10 годишен период, така што секој ќе може тоа да го земе предвид во однос на своето планирање, на планирањето на својот живот и финансиски текови. Инаку ако некој има да кажеме 63 години и вие му кажете дека ќе се помести граница за пензионирање, апсолутно реакцијата е негативна и може да има нели и различни други последици. Така. Јас се благодарам што бевте гостин во Студио 1. За останати економски прашања кои што зависи животниот стандард во граѓаните, ќе продолжиме да дебатираме. Се надевам и во поширок состав и со представници од економските власти. Благодарам на поканата. По кратката пауза продолжуваме